Од своето прво издание во 2004 година па се до денеска детскиот фестивал Поточиња успева да го задржи детското внимание, но и детскиот интерес. Оваа година ќе содржи 22-то издание на детскиот фестивал Поточиња, кој што ќе содржи токму овде во Македонската филхармонија на 12 и на 13 април, а ќе има 6 изведби во различни термини. За тоа како е да се одржи еден детски фестивал 22 години. Со какви предизвици се соочуваат оние кои што работат зад фестивалот и што ќе понуди овогодинешното издание на фестивалот, ова утро ќе разговараме со композиторот и продуцент Оливер Пап. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за две децениското постоење, веќе навлегувате и во третата деценија постоење на детскиот фестивал Поточиња. Можете ли да се присетите како беше пред 22 години и со што се соочувавте тогаш на првото издание на Поточиња и како настана самиот фестивал? Добро утро на сите гледачи на вашата програма. Да, како што рековте, трета деценија веќе како што влегува детскиот фестивал Поточиња во третата деценија, замислен како фестивал кој што ја слави пролета и детската песна. Детскиот фестивал Поточиња уште од своето прво одржување ги освои срцата на најмалите љубители на детската песна и пред се со квалитетните песни кои што прераснаа во хитови, уште од своите први изданија веднаш ја стекна популарноста кај децата и кај публиката и непрестрано се одржува веќе 22 години. Првото издание, како што напоменавте, беше 2004 година во добро познатата и се уште актуелна универзална сала која што сите во исчекување ја чекаме да биде реновирана и повторно таму да функционираме. Меѓутоа, куриозитет е тоа што секогаш ги следевме трендовите и ако се држиме до некоја традиција и до некои основни постулати во функционирањето и работењето со деца и со детска музика, сепак новите времења, новите трендови налагаат да и ние како фестивал дел од нив ги следиме и оние што се позитивни да ги прифаќаме и со тоа секогаш да сме актуелни и интересни за децата. Да, со какви предизвици се соочивте, Оливер, низ годините, затоа што да се опстои во едно вакво денешно време во кое што живееме, а и низ годините верувам дека имало многу предизвици со кои што вие како главен виновник еве за постоењето на фестивалот, што низ се што имате поминато? Целиот тим на ПАП продукција Поточиња се виновници, меѓу кои што дел сум нормално и јас, за функционирањето и постоењето на фестивалот и ќе кажам главен предизвик е одржување на квалитетот. Бидејќи знаете како, доколку нема квалитет, фестивалот постои за да продуцира квалитетни детски песни, кои што потоа треба да бидат прифатени и слушани од децата, како и нормално на медиумите, преку медиумите и каналите за комуникација. Исто така е многу важно да бидат прифатливи и слушани и работени во воспитно-образовниот процес во градинките и во училиштата. Бидејќи ги опфаќаме тие теми и секоја година се трудиме да бидеме максимално посветени на текстовите на песните да бидат и од едукативен карактер и секогаш децата да може да научат нешто ново или да добијат да слушнат некоја порака која што има, да кажеме, универзално и позитивно значење. Најголемиот предизвик сепак останува обезбедување на квалитетот, тоа е број 1 и број 2 секако изборување со сите оние, да кажеме, ситни предизвици кои што се случуваат тековно. Се разбира, имавме период и на пандемија со коронавирусот, ние го издржавме тој период, останавме актуелни и работевме под мерките кои што беа на важност, успеавме да isproducirаме многу убави квалитетни песни, да го држиме во континуитет фестивалот и веќе оваа година да го подготвуваме 22-то издание на кое што сме особено горди. Да, ни доаѓа 22-то издание. Подготовките веќе се во тек. Колку време траат подготовките и што сочинуваат? Подготовките за еден фестивал можам да кажам дека траат речиси цела година. Сега на 12 и 13 април е новото издание на Поточиња.
Најпрво посакувам се да биде во најдобар ред и да помине фестивалот онака како што поминува и секоја година со многу насмеани и среќни детски лица. Активната подготовка со децата учесници трае повеќе од 7 месеци. Започнуваме со почеток на учебната година во септември да ги подготвуваме, да ги учат хорски песните, да ги пеат нормално, да влезат и во тој свет за почеток. Подоцна работиме на танци, на кореографија и некаде 7-месечна активна работа со нив, додека ние како тим кој што стои позади фестивалот, креативно сме посветени целата година на фестивалот и знаеме да кажеме дека по завршување на едното издание на фестивалот максимум 1 до 2 недели има пауза и одмор и веќе веднаш се размислува и се кројат планови за наредниот фестивал. Меѓутоа нешто кога се работи со љубов и со внимание, секако резултатот е неизбежен. Ние тоа го гледаме преку голем број на задоволни деца кои што се среќни, насмеани и секогаш расположени со песните на Поточиња и како што напоменав, не е тешко и сите предизвици се надминуваат со леснотина. Да, навистина имате направено големи детски хитови кои што се слушаат низ годиниве. Од секој фестивал произлегува некој хит кој што постојано е присутен помеѓу децата. 22 години постоење, голем дел од оние учесници на првите изданија на фестивалот се веќе и возрастни луѓе. Како реагираат или се присетуваат ли на Поточиња, доаѓаат ли да ги посетуваат можеби новите членови на Поточиња, да им дадат некој совет од нивна страна? Да, еве и со социјалните мрежи е многу олесната таа комуникација. Редовно ни се јавуваат и не контактираат деца кои што учествувале на првите изданија, кои што не се веќе деца, се возрастни личности, дели со своји семејства, кариери и така натаму, кои што доаѓаат и како публика со своите дечиња, кои што изразуваат желба да дојдат да посетат и некоја од нашите први подготовки и да ги видат актуелните учесници, евоцираат спомени. Со дел од нив сме во редовен контакт и навистина ни е драго што на сите нив Поточиња им е останато во сеќавање и во мислите како еден од најубавите моменти во нивното детство и во растењето и навистина Поточиња создава спомени кај сите, особено на таа возраст за која што е актуелна фестивалот, што подоцна кога ќе пораснат сваќаат дека имаат нешто непроценливо како искуство пред себе, бидејќи на толку мала возраст преку Поточиња го имале својот прв јавен настап, се тоа било лесно надминато со песна, со забава и потоцна им служи во понатамошниот развој на нивниот живот и кариера и професионални ориентации како возрастни личности. Нас ни е навистина драго што и после 22 години се уште децата учесници од првите фестивали ни се јавуваат, не поздравуваат, не посетуваат и се интересираат за фестивалот. Да, навистина е еден голем фестивал и присутен околу сите деца, буквално во таа возраст од 5 до кај 11-12 години, кога децата ги интересира детската музика забавна на ваков начин, што ќе понуди во годинешното издание на Поточиња? Во годинешното издание на фестивалот ќе има 17 нови песни, ќе има и едно мало изненадување за публиката кое што го подготвивме со еден од нашите помагатели и тоа ќе остане тајна, затоа што е за сите присутни. Најважно се тука е нашиот Поки, водителот Поки, маскотата Поки, а позади маскотата е добро познатиот актер од театарот за деца и младенци Мартин Јордановски, кој што и оваа година се подготвува на нему својствен и оригинален начин да ја води целата фестивалска приказна. Знам дека ќе има многу забава, знам дека со нетрпение се очекува фестивалот. Добиваме редовно пораки со интерес за присуство не само од Скопје, не само и од Македонија, дури и дел од нашите нашинци што се во Европа.
особено од Германија, што особено не радува, бидејќи ги планираат своите доаѓања во Македонија и во Скопје, специјално со нивните деца за да присуствуваат на поточња. И сакам да напоменам до јавноста дека фестивалот оваа година ќе биде од хуманитарен карактер. Дел од средствата обезбедени од продажбата на билетите ќе биде дониран за настраданите од несреќата во Кочани, а дополнително во фоајето на Филхармонија во текот на двата фестивалски дена ќе ја ставиме на располагање целата дискографија во моментов со која што располагаме, сите CD изданија на поточиња од изминатите години. По символична цена посетителите ќе можат да донираат и комплетниот приход обезбеден од продажбата на цедињата ќе биде дониран исто така во ова акција која што ќе ја превземеме како фестивал и ќе се обидеме барем малку со дечињата да донираме и да помогнеме на оние на кои што им е најпотребно во овој момент. Да, и уште една можност, нели, како дел од овој фестивал да се донира за оние на кои што им е најпотребно во овој момент за трагедијата која што настана во Кучани. Оливер, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време. Ви посакувам уште многу успеси, уште многу децении да постои поточње на својствен начин како што постои досега. Ви благодарам и вам на поканата и на прекрасното интервју. Поздрав до сите гледачи и им посакувам да во престојниот период да видат што е можно повеќе среќни, повеќе опуштени колку што е можно и секако да ги служи здравјето. Да, ви благодарам уште еднаш. Секако, она што е најпотребно е во овие моменти, нели, да останеме сите силни, а тука е, нели, и музиката за најмладите, за децата, така што ќе ве поканиме на 12 и на 13 април да бидете дел од 22-то издание на детскиот фестивал Поточиња.